Почитувани, здраво и добре дојдовте во The Voice of Ma. Имам исклучителна можност денеска да бидам домаќинка на подкастот во кој што ќе зборуваме за паметните луѓе кои што живеат тука. Дел од нив решаваат да ја напуштат нашата земја. Токму како една од причините се јавува и фактот дека Македонија е земја со висока младинска невработеност, но можностите за предприемништво тука се очигледно добри, затоа што имаме два светли примери преку кои што тоа ќе го покажеме. Имам огромно задоволство денеска да имам една машко-женска двојка токму како мои соговорници, Моника Ризовска, која што е претседателка на Women in Tech Македонија, која што е маркетинг консултант и е коосновач на Ways to Help, мојата омилена платформа за солидарност и подавање рака. Здраво, Моника. А од друга страна со нас е Данчо Димков, кој што е предприемач и основач на неколку компании. Меѓу нив најпозната е BizB Solutions, а воедно е автор на 3 книги и е профил на човек кој што сака да поттикнува и да подава рака на млади луѓе и да ги мотивира да пловат на некој начин во светот на предприемништвото. Сега, зошто сето тоа, токму низ овој разговор ќе откриеме и јас денеска пригодно се облеков, ставив костум, меѓутоа денешното поимање на предприемништво не значи да бидеш костумосан, да носиш актовка, туку што значи? Дамите имаат предност, како секогаш. Па за мене значи да го градиш својот предприемачки дух. Ама и тој дух треба да се негува како мајндсет, нели? Секојдневно треба да учиме, да се инспирираме, да правиме нешто ново и да не гледаме на проблемите само како проблеми, туку како баш како причина што можам да направам со ова да биде нешто подобро или како да го подобрам во таа насока. Да, јас само би се надоврзал дека од една страна е мајндсет каде што ги гледаме сите проблемите што се соочуваме на секојдневно, меѓутоа мајндсетот е наместо проблеми да се гледаат како opportunities, како можност за нешто да се превземе околу тоа и се разбира, можност да се превземе ризик за да може да се реши тој проблем. Добро, себе си се замислувавте како предприемачи во периодот кога поминувавте низ нашиот образовен систем? Ви беше јасен тој поим? Сакавте да станете предприемачи? Јас да почнам прв, па јас уште за време на студиите го почнав првиот бизнис, значи бев 3-та година на факултет, кога реков, знаете што, јас почнувам моја компанија и без никакво искуство, без никакво практиканско искуство, одлучив да основам компанија и морав по тоа да учам од моите грешки. Како се издава фактура не знаев, а како се закажува состанок, како се остварува состанок и сето тоа морав да го учам низ многу грешки. Бар би сакал да размисле во тоа време и да одам во компанија бар 3 месеци на пракса, да научам бар како функционира бизнис пред всушност да почнам компанија. Во суштина, твојата одлука била уште за време на студиите да станеш предприемач. Да, баш. Уште на 21 година всушност видов можност на пазарот, тогаш имавме семинарска на економски факултет и темата беше мобилен маркетинг. И како мобилен маркетинг при пишувањето на семинарската како домашна, видов дека не само што ја нема во Македонија тоа како бизнис, туку воопшто на Балканот нема мобилен маркетинг. И сега ова е 2008, значи пред Facebook, пред Instagram и тогаш собрав храброст, реков штом го нема, ние почнуваме, отвараме компанија без нула знање, едноставно почнавме. Каква е твојата приказна? Да, па јас имав среќа да имам дарба и за цртање, така што многу порано почнав и да цртам и да продавам слики. Тогаш не знаев дека баш бизнис предприемништво тоа. Ама интересно како така некако ми тргна уште од основно го правев тоа. И после тоа некако природно ми дојде идејата како да оставам некој вид на легаси или нешто за себе, да си имав зададено задача дека за секој континент сакам слика да имам моја продадена. И тоа почна, ама знаев дека ќе биде хоби. Тогаш некако владееше дека уметници нема многу пари во таа професија слично. И се сеќавам дека на 11 години веќе продолжив со продавање на козметика и тоа преку мајка ми. И ми стана интересно, баш сватив што значи бизнес, што значи да продаваш. Некако луѓето ме препознаваа дека и веќе девојчето што некако така да почнав од тие чекори, ама мислам дека тие ситни чекори те водат кон нешто покрупно, што ти отвараат перспективи и гледаш уствари што е всушност тоа што ти лежи и што ти е при срце. Така што баш убаво што не наврати вака на почетоците. Имаше тогаш добри услови кога го почнуваше твојот
предприемнички развој за да си направиш компанија, се беше на место во нашево општество, па ти можеш да се речеш, сега јас Данчо ќе фатам и ќе си основам компанија. Не, далеко од тоа. А мислам дека имав среќа што го запознав бизнис инкубаторот Yes Инкубатор, што е во Автокоманда, и можевме како предприемач да влезам во бизнис инкубатор каде што имав можност бар да се здружам со останати предприемачи, и тоа мислам дека многу ми помогна, бидејќи јас не знам како се прави фактура, па некој направил, па ќе ти ја даде, па ќе смениш име, лого и слично, па потоа требало нешто во продажба, па ти си открил нешто, па ќе го споделиш со другите, и така да уште од млади години бев во мрежа на предприемачи, истомисленици и бизнис сопственици, и мислам дека заедно како мрежа успеавме да ги движиме работите напред. А што те движеше тебе во периодот кога почнуваше со твоите предприемнички чекори од таа 11 годишна возраст, па и до ден денешен? Визијата, парите, моќта? Да, не беше толку парите, колку што беше дека ми стана интересно. Ми стана интересно можноста дека можеш да заработуваш само ако сакаш. Само треба да се решиш и да се посветиш на тоа. И јас се сеќавам дека на таа возраст правев, не знам, одредена сума што ми значеше што можев ја да допринесам на моето семејство. Значи не бев само на трошок да речеме, туку можев ја да донесам вредност. И тоа додавање вредност мислам дека ми остана некој вид на кор, дека знаев дека што и да работам во животот, сакам да додадам вредност без разлика дали е во насока на парична можност, меѓутоа и се што правев стварно беше во насока на нешто да има импакт. Не за џабе денеска сум и баш во организација што има некаков позитивен импакт. Ама пак ја кажам, тој пат ми даде можност да си го откриам моето зошто ги правам тие работи, што е таа енергија што ми давам, пошто има одредени работи што не трошат, меѓутоа одредени работи не полнат. И баш тие работи што мене ме полнат, сетев дека се баш она кога оставам одреден импакт, кога правам нешто добро. Конкретно пример денеска со Ways to Help, организација која што помага на социјално загрозени семејства, помагаме на семејства кои што се во многу критична ситуација да им се осветли домот, значи да имаат струја, енергија за да можат да напредуваат, да учат, да се најдат нова работа, да се излезат од таа ситуација, така што мислам дека тие чекори мали ми донесоа можност да се спознавам повеќе себе си, затоа што мислам дека спознавајќи се себе си можеш да помогнеш и многу повеќе на другите после тоа. И фактички предприемништвото на некој начин од вас во сиот овој процес како што јас ве разбирам, барал постојан личен развој, меѓутоа не само во стекнување на професионални вештини кои што сигурно сте ги стекнували, бидејќи пазарот ги барал, а вие сте биле табула раса, туку и на некој начин растење како луѓе во целиот тој процес. Па, интересно, мислам дека баш е тоа предприемничеството каде што има проблеми, секојаш има проблеми, идејата е како се справуваш со тие проблеми. Значи, доколку сакаш да започнеш бизнис и на првата препрека речеш да, пробав, се обидов, не успеа и тоа се откажувам, тоа е антипредприемништвото всушност. Меѓутоа како предприемачи свесни сме штом почнуваш бизнис дека ќе има еден проблем, ќе го надминеш, ќе дојде друг проблем, па затоа има YouTube туторијали, ќе прочиташ, ќе видиш, ќе го надминеш и тој проблем, па потоа доаѓа следен проблем и мислам дека нема крај. Дури и после декада и пол веќе во предприемнички свет се уште решаваме проблеми, само што стануваат се пософистицирани и така уствари ние се развиваме како индивидуа. Колку формалното образование или колку образование како систем помага во јакнење на таа предприемничка нагорна линија? Така, па имаме сега многу интересна коинциденција со Данчо, сме двајцата завршивме во иста насока некако со e-бизнис. Па во мојот случај мислам дека доста ми помогна. Затоа што тоа време e-бизнис беше и на англиски јазик, имавме можност да стапиме во контакт со компании, се бараше малци повеќе практична работа, проекти, изработка, комуникација со реални фирми, баш работа како консултантска, да речеме, кај што требаше да доставиш одредени резултати, пример конкретно за интернет маркетинг стратегија и слично. И мислам дека тоа беше убав начин да видиме и ние со кого може да соработуваме од нашите колеги и слично. Така што мислам дека формалното образование, меѓутоа било кое образование, главен бенефит ако можам да го потенцираме контактите што ги стекнуваме, без разлика дали е со одредени компании, екстерни соработници на самиот универзитет или факултет и колегите. Затоа што до ден денеска стварно имаме убава соработка, можам, мислам, доста
голем број на луѓе што студирале на таа насока, стварно навистина се и трудолюбливи луѓе, меѓутоа беше така некако потежак департман каде што и потешко е да влезеш. Значи се бараше баш повеќе активности да имаш за да можеш да влезеш и во самата насока, така што мислам дека во мојот случај можам да кажам дека мене ми помогна. Сега не можам да споредам како е обратно. Не сум го исклучила тој дел од образованието, меѓутоа како структура, како начин на кој што запознаш луѓе, мислам дека беше одлично. Сметаш дека формалното образование има значаен удел во создавање и јакнење на тој претприемнички дух и дали нашиот образовен систем овозможува на некој начин поттикнување на такви профили на млади луѓе кои што ќе впливаат во претприемнички води? Ова е добро прашање. Па во мојот случај знае одредени професори да препознаат одредени талентирани студенти и знаеа да им дадат и дополнителни активности каде што можат баш тој талент да си го доразвијат. Имаше и екстерни проекти каде што може да те вклучат доколку нормално видат потенцијал. Така што мислам дека да, ама во мојот случај сега конкретно од моето искуство стварно јас генерално сум задоволна. Затоа што работев и на страна на одредени проекти каде што пример одредени професори видоат потенцијал им, окей, дали сакаш Моника да работиме на овој проект заедно, и тоа навистина ми значеше од аспекти дека и го потврдуваат твоето знање, меѓутоа и да даваат можност плюс да заработиш, меѓутоа и да се развиеш во одредена насока што можеби утре ќе биде консултантска, ќе даваш услуги за одредена дејност и слично. Добро, и супер си имала можност да имаш непосреден ментор кој што ќе те води низ никакви фази. Данчо, знам дека соработуваш со млади луѓе кои што ги обучуваш на одредени вештини. Да. Колку преку нив можеш да видиш дека наше образование поттикнува претприемачи и им дава вештини со кои што можат да се носат барем во таа прва фаза. Да, вечната дилема е дали можеш без образование да бидеш предприемач и краткиот ги знаеме одговор приказни од Калифорнија. Да, од гаражата каде што сум започнал. Меѓутоа, јас лично универзитетот ми помогна да го разгледувам низ логички рамки, низ фреймворкс. Значи, кога треба да направиш истражување, да не беше факултетот, нема да знам што е примарно истражување, секундарно истражување, доколку треба да донесиш некоја бизнис одлука каде што можеби треба опција А или опција Б, со различни алатки кои што ги научив на факултет, навистина може да се искористат во бизнисот. Можеби можеш и без нив да преживееш во светот на претприемништво, меѓутоа исто кога го знаеш образованието, можеш да идентификуваш некои работи во опкружувањето. Гледаш нешто се случува на пазарот и викаш: да, учев за тоа на факултет и баш знам како да го идентификувам. На факултет учевме и финанси, мислам, сакате нечите биланс на успех, биланс на состојба, биланс на готовински текови и не треба да ги знаеме што се, меѓутоа треба како бизнисмен или како предприемач да можеш да отвориш, да ги видиш приходи, трошоци и да знаеш дали генерираш добивка или не. И сега, јас бев фасциниран од економски факултет, зашто немав претходно економско никакво знаење. Доаѓам од гимназија математичко и потоа продолжив на магистарски за предприемништво. Значи во Македонија има во економски институт магистар по предприемништво е звањето, каде што завршив Master of Science е тоа, каде што многу подлабоко се навлегува во предприемништво. Од инвестиции, видови на инвестиции, од лидершип, па дури и самиот предприемач кои вештини треба да ги поседува за да може да напредува. И тоа мислам дека за мене, откако влегов во обуки и во консалтинг светот, значително ми помогна. Меѓутоа јас некако континуирано учење, дали е формално или неформално, сметам дека мораме да учиме ако сакаме да обстанеме. Дали AI дошла како технологија, дали нови трендови доаѓаат. Така да завршив и MBA баш со истата цел, да имам повеќе знаење да можам да го применам и сега веќе запишав и докторски, така да нема крај образованието, ни формално, ни неформално. Значи, предприемач не се раѓа, туку предприемач се станува? Тие се тешки дилеми. Јас мислам дека правилно е дека вештините за предприемништво се стекнуваат, вештини се, меѓутоа верзијата кон ризик е нешто што се раѓа. Има луѓе кои што се многу подковани и со академско и доктори на науки и се, меѓутоа таа верзија за ризик, страфот да почнам па дали ќе успеам, па дали нема, има еден термин се вика анализис парализис, не знам како е на македонски. И едноставно од премногу собирање на информација, од
премногу истражување, стигаш до премногу информации и на крајот се вкочуваш и не можеш да го земеш тоа. Започнувам бизнис или влевам во бизнис водите и заради тоа можеби делот со вештини, со алатки е вештини, меѓутоа самата верзија или спремност на одење кон ризици е нешто што стварно или си човек предприемчив склон кон ризици или си повеќе стабилна работа, стабилна плата, среќен сум со тој живот. Добро, тоа е вечната дилема на младите, дали да си отидеме со партијска книжка во јавна администрација или да се впуштиме во предприемништво. Вие сте до ние другите кои што го избираат ризикот како една од опциите за себе. Ако се повикам на твоето, веројатно како карактерна црта. Да. Ама мислам дека многу е добро да се почне со бизнис млад, од причина што и не си ни свесен колку е голем ризикот со кој што се соочуваш. Да, јас сметам дека колку помлад почнуваш, толку помал ризик имаш ве загуба, затоа што пример ете гледаш кога јас кога бев помлада, да речеме, што ми било трошокот, сум била кај моите родители, да речеме, сум имала простор повеќе да експериментирам. Сега малку колку си постар, толку повеќе луѓе зависат нели од тебе, имаш семејство, одредени работи, особено жена нели со деца. Така што мислам дека малку потешко во правоа во тој момент во одредени фази имаме потреба од поголема стабилност. Во одреден момент можеме па и повеќе да ризикуваме и затоа мислам дека колку сме помлади, толку сме полесно е да ризикуваш, затоа што не е голема загубата. Понатаму повеќе гледаш низ призма дали е ова прав избор или не, меѓутоа никош не е касно. Јас сметам дека никош не е касно. Само треба да сме храбри и да го направиме тоа. Сметам дека потешко е да си постар и на стари години среќаш гледаш што ќе беше ако тоа не го направив, отколку обратно да пробаш да видиш како било, окей, било, не успеало, научена лекција, понатаму си одиш. Ама тоа е предприемач, мислам, паѓаш, стануваш, учиш, тераш напред, наоѓаш нова идеја, испробуваш, тоа е тоа, мислам. Тоа е мајндсетот што го кажувавме. Само што стварно е битно да тераш напред, ентузијазмот да не запре и да учиш, тоа е во насока. Може реалноста и баш пред некој ден исто тоа го зборавме со неколку исто бизнис собственици, дека најмногу учиш и кога грешиш и кога правиш грешки. И тоа е само разликата е ако учиш од тие грешки, тоа те прави предприемач и ако тераш напред. Меѓутоа ако се откажеш после тоа е тоа што прави некој вид на дистинкција кој до каде може да стигне. Не е лесно, да. Има еден цитат на Борис Бекер кој што ја многу го сакам, вика кога добивав мечеви, добивав на ATP листата, а кога губев мечеви, добивав на карактер. Може да прецизно, може да се преслика токму во нашава тема. Јас спомнам мојата омилена тема, жени и предприемништво. Токму ти се јавуваше како претседателка на Women Tech Македонија. Каква е состојбата со женскиот потенцијал за предприемништво во земјава? Јас мислам дека има голем потенцијал во нашата земја. И се конкретно затоа што јас повеќе стапувам IT индустријата, да речеме, и жените и девојките во таа индустрија. Јас сум сведок дека кога некоја девојка ќе се одлучи да заземе да научи некоја одредена технологија, многу потемелно и пофокусирано се насочува. И она што е фасцинантно е што го има тој дел на емпатија, каде што се вклучуваат другите, знаат да предонесат и на другите. Значи не се нели само фокусирани само кон себе, туку на природното што го има повеќе нели жената, го пресликуваат и тоа е она фасцинантно дека многу влијае на тимот и на огромната тимска работа и на одредени проекти или услуги што ги нудат. Многу ме радува што имаше интересен проект и се уште работи на тој проект, каде што имаше онлайн сесии, каде што се презентира одредени, кој што кажа Данчо, структури и процеси, каде што може да потпомогнат како одреден бизнис да се доразвие или да се започне од ново. И јас имав прилика да сретнам феноменални девојки на многу различни со многу различни идеи за бизниси, меѓутоа сите доста напредни.
И само можам да кажам дека се фасцинирам и едва чекам да видам развитокот на тие девојки. Одлично е што сега постојат и платформи за соработка, за поддршка меѓу себе, така што ме радува што тие можеби не толку чести девојки предприемачи пак може да се здружат, да искомуницираат, да направат соработки, да се туркаме заедно во тоа. Не само за жена, мислам дека и за мажи, мислам дека многу битен оној тимна поддршка. И неминовно е дека жените меѓу себе можат многу повеќе да се разберат, затоа што пак имаме одредени обврски што и нели и природно како жени ги наследуваме, нели дечиња да чуваме, исто така треба да се грижиме и за семејството и за одредени други работи во бизнисот, меѓутоа мислам дека ако се сака со добра организација и поддршка може да се постигне и тоа. Да, платена и неплатена работа која што жената ја извршува, и ако се повлече цртата, таа вреди многу повеќе и од она што може како приход да се донесе. Ама каква е машката перспектива на потенцијалите на женското предприемништво кај нас? Nice one. Мислам дека потенцијалот е огромен. И јас од мене ако почнам, значи последниот бизнис што ми е BizBiz Solution, не го почнав сам, го започнав со сопругата. И ние како млад брачен пар ставивме ајде да започнеме бизнис каде што јас си дадов отказ од работа и рековме заедно влеваме во предприемничките води. И така да мислам дека воопшто немаше да бидам ни близко до каде што сме сега, доколку заедно не го почнавме тоа предприемничко патување, зашто и двајцата како предприемачи, како дигитални номади на почеток, можевме да патуваме заедно низ Европа и да работиме. И сега доколку сопругата е вработена некаде, јас да шетам не можам, значи пак сме врзани, но од друга страна колку сати сум внесил јас на почетокот, толку и сопругата. Значи кога на почеток на секој бизнес работи по 18 и по 20 часа, сме биле заедно, рамо до рамо, каде што измислуваме, заедно работиме, заедно ставаме, заедно легнуваме и сам јас не верувам дека би можел тоа да го преживам, поготово па има приказни каде што партнерот не само што не те поддржава, дури може и да ти одмага во некои случаеви и затоа јас бар сум горд, затоа што заедно го почнавме бизнисот, заедно го дотеравме до степен каде што сега има 30 плюс вработени и така да како женско предприемништво можеби само не се експонира толку, не се вреднува, зашто во одредена фаза од компанијата, во 2-3 години, сопругата зема еден чекор назад, со цел да можеме да имаме деца, со цел фамилија да растиме, меѓутоа и до ден денес е активен учесник у компанијата и во одлуките и во работењето. И сега, поделени сме што јас сум лицето за пред камера, за продажба, за маркетинг, додека се што е заднинска работа, мислам дека 80% од работите таа ги покрива од договори, од завработени, вработувања и се што е одржавање на компанијата во живот и баш Моника како што кажува, женските се повише nurture ориентирани, додека машките ние сме во походот, освојуваме нови пазари, освојуваме нови клиенти, а додека женската страна повеќе одржава баланс и ја држи компанијата заедно. Добро, во моментов постојат и различни фондови кои што го поттикнуваат женското предприемништво во земјава. Се радам дека оние занаидчиски мали предприемачки чекори кои што веќе ги гледаме на пазаров ќе се окрупнат и ќе можеме да зборуваме за некакви посилни сноубол ефекти кои што ќе ги гледаме во земјава. Ама колку нашите млади, независно дали се млади мажи или жени, во моментов ги следат тие европски или глобални предприемнички трендови. Сме исклучени, сме острово или сме дел од некаква поголема приказна? Мислам дека веќе со интернетот е многу полесно. Пристап до информација на светско ниво. Мислам, пред 2 дена бевме со Моника на самит во Загреб, каде што зборувавме и двајцата пред публика од светски размери. Во 2008 пред Facebook немаше баш такви информации. Беше многу потешко за предприемач да најде информации, да одговори, да види. Сега веќе има лайв стримови, има подкасти каде што луѓето може да се едуцираат и така да значително е олеснет пристапот до информации и
колку помлади луѓе толку повеќе се светско ориентирани, бидејќи сега Македонија веќе не е остров. Значи постојат и премногу не предприемачи, меѓутоа фриленсери кои што се пак соло предприемачи кои што работат на светски пазари. Значи од Македонија работат на амерички пазари, на европски пазари и со тоа тие веќе не се врзани, немам каде да најдам работа, че работам било што, туку си почнуваат фриленсинг кариера за да работат на светски пазари и со тек на време стануваат доволно добри за да речат па јас од ова можам да направам компанија, па јас да почнам да вработувам луѓе наместо некој мене да ме вработи. Супер, а се окрупнувате меѓу себе, да речеме, знам дека постои веќе неколку години наназад глобална недела на предприемништво во нашава земја, со која што во суштина нели не клучува во тие глобални трендови, глобални движења. Да, секоја година присуствуваме со минимум 2-3 настани на глобална недела на предприемништво и баш тоа е дел од многу поголем настан на светско ниво, така да оставаме притисок на мапата на Македонија дека ипак има предприемништво, меѓутоа има и доста инкубатори и бизнис центри. Значи во Македонија се повеќе се појавуваат коворкинг локации каде што повеќе предприемачи може да работат, бизнис инкубатори, акселератори, односно програми кои што имаат функција да му помогнат на предприемачот со цел да може да успее. И во последно време исто гледам сега дека има и се повеќе и инвестициски можности. Како бизнис анџели, групи на бизнис анџели, венчер капитал компании каде што има доста пичинг, има надпревар за бизнис планови, има прво место, второ награди. Мислам, од друга страна има и пичинг пред инвеститори каде што се собираме повеќе инвеститори па инвестираме заеднички во одредени компании. Така да доста е размардан стартап екосистемот во Македонија. Знаете дека јас го чекам првиот македонски юникорн. И јас. Мислам дека тоа ќе биде breaking news. Ама дали имаме таква еко клима во нашава земја за да го видиме юникорнот? Дали вашите побарувања на пазарот, односно од пазарот ги следи регулативата која што ја имаме во нашата земја? Дали сте вие могли да извршите влијание на регулативата која што постои? Па јас мислам дека веќе се создаде еден борд на луѓе кои што активно лобира за промени и правење на одредени закони што може да улеснат. Не сум сигурна сега до каде точно е стигнато, меѓутоа знам дека активно последниве години и министерствата се склонени или да слушнат мислења. Сега до каде одат работите малку побавно оди нели кога станува збор за легислатива, меѓутоа мислам дека имаше одредена промена, конкретно за фриленсерство се направи одредени промени во законите. Па да, ја тоа што спомна Данчо, се прошируваат можности за младите. Стварно има многу настани за надпревари, за хакатони и слично. И јас го гледам онака што дури, зашто често и сум судија на неодредени настани, ментор, и гледам колку се младите, дури мислам од многу, значи рана возраст од 11 години до 16 години, значи имаме настани како што се Global Game Jam, каде што мали деца сами се учат преку интернет без никој да им помага, игри да прават и одредени стартапи да почнуваат. Така што мислам дека има голем потенцијал и со самите вакви надпревари само ќе потикнуваат овие млади таленти да размислуваат баш во насака на предприемништво. И она што кажа Данчо, многу нови можности, многу коворкинг простори се отворија и тоа бесплатно со можност да младите стварно да работат, не само младите и постарите, со кои да сака да работи, да го развиваат тој потенцијал. Значи има веќе простори, веќе само станува збор за да се погледнат, ако сакаш да се решиш да направиш ништо, само да погледнеш можности да аплицираш. Она што баш се радувам, ние како дел од Ways to Help инвестиравме во еден простор, стартап клуб Скопје, каде што до ден денеска мислам дека над 100 настани веќе помина и се разработија одлични во насока на промоција на фриленсерство, на предприемништво, меѓутоа и промоција на иновативни вештини што се потребни за сите млади и тоа се бесплатно. Така што доволно е само младите да ги пратат настаните, да ги следат овие интересни коворкинг места и да доаѓаат и да се пријавуваат.
ние интерно се шегуваме во Women in Tech Македонија дека нема настанка на кој што за еден ден не ни се пополнувале местата. Тоа е знак дека луѓето се склони и сакаат да слушаат делови и за нова технологија. Women in Tech нели пак е во насока на бесплатни настани, некогаш се онлайн, некогаш се во живо, меѓутоа пак се во насока на трендови за технологија. Така што кој да сака без разлика дали е во IT индустријата или во друга или едноставна ентузијаза за технологија, може само да дојде и да слушне. И тоа ни е нас знак дека и баш денес имавме состанок на прашува како стигнувате до луѓето. Ние воопшто не се трудиме, ние напротив сега веќе дојде тренд каде што самите луѓе едва чекаат да слушнат нешто ново. Тоа значи дека имаме гладна младина која што сака да слуша убави работи. И сега предизвикот е како ние да ги задржиме, како да останат. И она што спомна Данчо има одредени платформи каде што тој што е джуниор или почетна позиција може да аплицира, да биде дали да почне со фриленсерство, има одредени програми, ета и Фитера постои кај што можеш да аплицираш за проекти, така што тука е сега предизвикот, како тие млади да ги заинтересираме да останат и да творат тука. Добре, дали само ИТК секторот е сектор каде што младите можат себе да се најдат во Македонија? Не, има подеми во други индустрии, ама ќе оставам и Данчо да спомне. Да, мислам, IT е најатрактивен, бидејќи прво највисоки плати имаат како програмери и како најатрактивна индустрија на светско ниво. Меѓутоа, има и многу други полиња. Во Македонија има програми кои што специализираат за стартапи за земјоделие. Актек, технологија и земјоделие или само земјоделие. Има други програми што се во креативната индустрија, каде што самите бизнис модели, бизнис планови се специализирани за претприемачи во креативна индустрија. И последен пример е за зелени идеи. Значи го имаме Арно како организација која што секоја година организира настани и бизнис план надпревар каде што мора да ти биде ултразелена идејата. Од како влијаеш на обкружувањето, до какви материјали користиш и јас сум исто така судија на тие настани, знам дека не е само технологијата, има и многу други области во Македонија кои што се активни претприемачите, меѓутоа технологијата е тоа што најлесно се прави юникорн, бидејќи веднаш почнуваат на светско ниво да го размислуваат и многу брзо може да се направи customer acquisition, придобивање на многу нови клиенти. Одлично, значи она што го стекнав како впечаток од ваша страна дека во суштина имаме инфраструктура на која што може да се развиваат младите во моментов. Сега треба само некој да собере доволно храброст и да се реши за таков чекор. Ако ве прашам, повели. Секогаш може подобро од инфраструктура, меѓутоа тоа е тоа. Имаше една убава изрека исто, ако сакаш да направиш нешто, ќе најдеш начин. Доколку сакаш да не го направиш тоа, ќе најдеш изговор. И сега многу е полесно да седиме на кафе и да викаме државата е крива, инфраструктурата е крива, а од друга страна исто други лица кои што викаат не, ние сме претприемачи и ќе најдеме начин. И тоа е хасал, пробуваш, заобиколуваш, прескокнуваш проблеми, бараш надворешна помош, се со цел дека тука сме родени, тука остануваме и сега или да се откажеме или да бараме начини како да ги решаваме тие проблеми. Да, stop talking, start doing. Баш. Токму тој принцип. Сега, зошто треба да се биде претприемач, уште еднаш ќе ве прашам. Односно, кои се вашите пикови на успех, а кои се вашите кој е вашиот неуспех од кој што многу сте научиле? Да, ја имам многу ставови за тоа претприемништво. Лична мотивација ми беше дека, да, финансискиот аспект како претприемач сам си ја крои својата судбина. Тоа значи дека доколку сработиш, можеш да добиеш многу финансии, доколку забушаваш, нема да бидеш успешен. Кога додека си вработен, работи за плата и сега многу е постабилно тоа, меѓутоа како претприемач сам си ја крои судбината. За мене лично беше слободното време. Колку и да сакаме, додека си вработен во компанија, имаш годишен одмор што можеш да го планираш стратегиски, а додека како претприемач, значи доколку знаеш како да ги поставиш работите, тоа од 20 дена лесно може да прерасне во 60 дена, во 80 дена годишен одмор. И сега го има стресот, си имам доволно бели влакна од тој претприемнички свет, меѓутоа си ги има ups and downs. Како компанија има периоди каде што доаѓаат клиенти од сите страни и тогаш не знаеш што да правиш повеќе. Потоа следат периоди каде што нема ниту еден клиент и чекаш телефонот да задзвони со надеж дека ќе има работа и исто одговорноста е значително поголема.
Друго е, јас сум си на работа од 8 до 5 и друг се грижи за плати и остало. Од друга страна, како бизнис собственик, кога имаш веќе 30 луѓе на платен список, тоа се 30 фамилии за кои индиректно си одговорен. И така да стрес нивото е значително повисок, но сето тоа за мене беше занемарливо кога ги ставаме фамилијата од аспект. Доколку си слободен како предприемач, имаш многу повише време и услови да посветиш на играње со децата, одење во парк, шетање во природа и така да тие работи каде што во 12 на ручек, додека е преубаво времето, не си врзан во канцеларија, тука едноставно можеш да испаднеш на воздух. Па кога си го поставуваш бизнисот, гинеш од До 18 до 20 часа на ден без престан работа. Да. Да, Зошто предимништво? Па ја би го рекла истото како Данчо. Имаш флексибилност, слободно време сам да си го дефинираш, меѓутоа стварно е работа 24/7. Нема прекин и имаш она што е малце предизвик кога баш си фокусира на предприемништво е дека имаш страв дека ќе испуштиш нешто. Сега тоа е предизвикот да видиш и колку клиенти ќе можеш да обслужиш, да со цел да не прегориш, затоа што ти си тој што знае убаво кажа Данчо, во некој момент имаш доста клиенти, во одреден момент може да немаш и треба многу добро да планираш. Да меѓутоа стварно 24/7, нема крај од работата, мислам нормално ако некогаш има и рокови одредени работи, секако си има тим, ама има доста предизвици. И она што кажа, мислам стварно кога одиш на одмор, ти тие денови сам си ги плаќаш, мислам, ти одиш во минус, не одиш, не ти ги плаќа некој друг, и тоа се предизвиците, меѓутоа стварно кога ќе пресматаш дали работиш на себе, оставаш нешто за себе, сваќаш дека подобро е да оставаш нешто за себе, баш своја компанија, отколку пак да се дел од голема корпорација, меѓутоа сакам да кажам и се си има свои бенефити, предизвици. Колку на овој пат ве водеше интуицијата и стомакот, колку ве водеше сонот, колку ве водеше амбицијата? Јас сум претежно ambition driven човек, така да стварно имав амбиција да прерасне компанија која што ќе може да функционира без мене. Значи, од ден еден кога го започнав BizB како компанија, имав многу јасна цел. Сакав да изградам компанија во која што јас можам да се повлечам и да функционира. И интересна случка имавме кога во првата ден од постоење на компанија имавме 4 нови практиканти и во првата ден ги седнав и му реков, видете, имате 3 месеци да ме прашувате се што сакате, тука сум да ви помогнам. После третиот месец, доколку можете да функционирате без мене, вработени сте, доколку за се треба мене пак да ме прашувате, тогаш немате кариера во оваа компанија. И интересно што уште од почеток кога ќе го поставиш тоа како култура, луѓето почнуваат сами да се снаоѓаат, луѓето почнуваат сами да се решаваат проблем, а тоа мене ми беше како визија дека имав амбиција да прерасне компанија која што потоа ќе си има и CEO вработен на ниво на компанија, со цел јас да можам да направам еден чекор назад и да оставам компанијата сама. Кај мене стварно имаше најголем удел импактот. Колку тоа ја што го правам носи вредност и стварно прави разлика. Затоа што стварно тоа е тоа што стварно ме движи напред. И тоа дали стварно многу ми е битно луѓето со кои што работам да имаат искрено срце, да сакаат да допринесат да направат нешто поразлично. Меѓутоа тоа е оној импактот. Не толку, не знам, можеби финансискиот дел или сличното, колку што дека тоа што го правам стварно прави разлика или нешто добро. Ако барем на еден човек сме му подобриле животот или не знам, сме направиле нешто подобро, јас сум повеќе од среќна. Дали имате во моментов соборци на оваа тема? Дали во моментов имате луѓе со кои што делите исти идеи? Не само како блиски соработници, туку како профили на луѓе кои што ги сретнувате низ различните форми на интеракција, како што споменавте, хабови, настани. Да, јас сум моментално во управен одбор на Асоцијација на менеджмент консултанти и таму со
консултантската фела, имам многу интелектуални разговори, поготоа што треба државата да направи, што треба ние како индивидуи да направиме. Исто така сум сега и во управен одбор на Yes Инкубатор, каде што пак сум во допир со младите и мислам дека има доста интелектуалци во Македонија. Има доста и бизнисмени кои што не се со наследено богатство, туку сами работеле и стекнале некаков капитал во Македонија и имаат многу вредни лекции за да покажат. Поготово консултанти кои што се во 50-тите, 60-тите години имаат векови искуство направено и мислам самата чест да седиш со нив на кафе, имаш како сунџер да впиваш знање и искуство. Јас можам да го кажам тоа за МАА, затоа што стварно извонредни луѓе поминале низ различни програми за размена и како стварно се добро селектирани и сите се многу интелигентни, паметни. И на секој собир каде што одиме и се дружиме, имаме нетворкинг средби, запознавам некој нов човек што ми отвара перспективи. Меѓутоа исто така и морам да кажам дека многу сум среќна што во моментот имам борд кој што е феноменални жени има. Значи независни, кој што кажа Данчо, жени што се труделе од самиот почеток да направат нешто повеќе за себе и за другите. И од нив секој ден ме инспирираат. И они ми се оној, како што кажав, сапорт тим, кој што и за приватен живот и за како со дечињата понатака или слично, че знаеме да се помогнеме, да се утешиме, да се охрабриме. И тоа е она што пример јас како жена лично го вредно, затоа што оние луѓе околу тебе тие те инспирираат. И морам да го пофалам и Данчо, мислам и он е еден од дел од луѓето кои што без разлика што сум го запознала и како дел од Чикаго, World Chicago програмата, сме останале во контакт и негуваме контакти. Ама и тоа е оно правилото like-minded people attract each other, дека исто мислениците или како се на македонски преведено, се привлекуваат меѓу себе, ама и енергијата. А и како предприемач стварно мораш да пазиш на енергијата, затоа што многу е тоа е нешто што е лимитирано и клучно покрај времето. И стварно многу е битно да избереш прави луѓе околу себе, затоа што тие вистински ќе те инспирираат или ќе те поттикнуваат кон нешто да направиш нешто многу повеќе. Па се надевам дека и се вистинско богатство, се стварно, да. Се надевам дека ова лимитирано време кое што беше за нас на овој подкаст ќе биде инспирација за сите оние кои што ќе не следат и ќе одлучат да ги слушнат вашите искуства на вашите предприемнички пат и вашите ставови на одредени теми. Овој The Voice of Ma или овој глас кој што ние го дадовме токму тука ќе допре до сите оние млади луѓе кои што сакаат да влезат во предприемнички води и на некој начин ќе имаме можност во скоро време, ајде да не го ограничуваме, ама да бидеме сведоци на успешни стартапи кои што ќе ги надминат границите на нашата земја, а јас би сакала ваков разговор да водиме на темата Unicorn. И јас би сакал да искористам само прилика да ви се заблагодарам за поканата за овој подкаст. Се надевам дека ќе инспирираме повеќе предприемачи да го почнат тоа предприемничко патување, па да дојдат и тие да седнат на овој подкаст, па и тие да кажуваат како е почнале својата приказна. Ви благодарам многу и јас се надевам дека овој ваш заразен ентузијазам ќе трае уште долго и ќе го пренесувате на сите оние кои што ќе имаат можност да имаат средба со вас. Фала ви уште еднаш. Фала.